Безусловно почитување на јазичните, идентитетските, историските и културни особености на македонскиот народ, за кои не се преговара со ЕУ, и уставни измени до февруари 2026. Лидерот на СДСМ Венко Филипче ги објави црвените линии во предлог резолуцијата за преговори со Европската унија. Според нацрт документот се инсистира македонскиот јазик да стане еден од службените јазици на ЕУ без никакви додавки или фусноти, а билатералните прашања за добрососедските односи да не бидат одредници во преговарачкиот процес. За уставните измени, кои се дефинирани како последна пречка за напредок во европската интеграција, Филипче предлага владата во ноември да се изјасни дали останува на истиот текст или подготвува и предлага нов текст на уставните амандмани, потоа да почне процес во собранието кој би завршил со финално гласање на 10 февруари следната година. Република Северна Македонија е подготвена да ги исполни обврските од преговарачката рамка, вклучувајќи ги уставните измени, со јасна определба дека е тоа последна пречка, без прифаќање нови барања или прашања од билатерален или идентитетски карактер. Сметаме дека собранието треба да започне после соодветни припреми постапката за измена на уставот да се достигне до фаза на прво гласање најдоцна до 15 декември 2025 година. Филипче смета дека една ваква резолуција донесена со национален консензус е најдобра гаранција за националните интереси, но за разлика од неговата првична идеја, Македонија да ги почне преговорите, а доколку има ново вето од Бугарија да ги прекине. Во нацрт резолуцијата тоа експлицитно не е наведено, туку се предлага доколку има нови блокади или оспорувања, државниот врв со заедничко писмо да ги информира највисоките представници на ЕУ дека идентитетските прашања се затворени и за нив не се преговара. Председател на државата, собранието и владата имаат обврска да ги информираат сите европски институции, Европската комисија, председател на Европскиот совет, председател на Европскиот парламент, Еврокомесарот за проширување и високиот представник на ЕУ за надворешна политика и безбедност дека е потребно безусловно почитување на јазичните, идентитетски, историски, културни особености како елементи за кои не се преговара. Резолуцијата како работна верзија најпрво ќе биде доставена до сите политички партии за да дадат свое мислење, па потоа ќе биде официјализирана во собранието по локалните избори. Документот доаѓа со предлог закон за улогата на собранието во процесот на евроинтеграциите. Филипче очекува сите да бидат конструктивни и иако ја објави сега, очекува да не се злоупотребува за политички цели во предизборната кампања. Премиерот и лидер на ВМРО-ДПМН Христијан Мицкоски претходно кажа дека со нетрпение ја очекуваат резолуцијата за да можат да дадат свој инпут.